Почитувани ви посакувам Божи благослов. Повикани да му служиме. Човекот е многу повеќе склон кон осудување отколку да искажува љубов. Исус Христос вели: Вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само, а ако умре, донесува многу плод. Кој го љуби својот живот, ќе го изгуби, а кој го мрази својот живот на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Ако некој ми служи мене, нека ме следи. Каде сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. Ако некој ми служи мене, мојот татко ќе го почитува него. Во служењето ние всушност го правиме само тоа што сме должни. Во Лука 17 глава е запишано: Кој од вас, ако има слуга кој ора или го чува стадото, ќе му рече, кој ќе се врати од поле: дојди бргу и прилегни покрај трпезава. Нема ли да му каже: приготви ми нешто за вечера и препаши се, за да ми служиш додека јадам и пијам, а потоа ти јади и пиј. Зар ќе му благодари на слугата што е исполнил заповедта? Така и вие. Кога исполнувате се што ви е заповедано, кажете: ние сме неполезни слуги, зашто го извршивме само она што бевме должни да го извршиме. Може би нашето служење на оваа земја не изгледа профитабилно, но слугата треба да знае дека неговиот профит е на небото. Апостол Павле вели: што и да правите, правете го од душата како за Господ, а не за луѓе, знаејќи дека од Господ ќе ја примите наградата на наследството. Служете му на Господ Исус Христос, зашто кој прави неправда ќе ја прими обратно неправдата и не се гледа кој е кој. Во служењето на Господ поголемиот треба да служи. А вие немојте така, вели Исус Христос на своите ученици, но поголемиот меѓу вас да биде како најмалиот, а старешината како служител. Тоа е запишено во Лука 22 глава, 26 до 27 стих. Тие што се повикани да му служат на Господ, важно е да ги знаат следниве нешта или работи. Прво, во служењето да не се биде вознемирен. Треба повеќе да се биде како Марија, отколку како Марта, која беше вознемирена кога Исус Христос дојде на гости кај нив. И таму во Лука 10 глава се вели: и кога одеа, влезе во едно село и некоја жена по име Марта го прими во својот дом. А таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете на Господ и го слушаше неговото слово. А Марта се трудеше многу да му служи што подобро. Таа пристапи и рече: Господи, зар не ти е грижа дека мојата сестра ме остави да служам сама? Кажи и да ми помогне. А Господ ти одговори и рече: Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, а потребно е едно. Марија го избра добриот дел што нема да ѝ се одземе. Не може да се служи на Бог и на мамонот. Мамон е израз за богатство. Мнозина поради светските грижи за поголемо богатство го напуштаат служењето на Бог. Исус вели: никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бог и на мамон. Не можете да му служите на Бог и на уживањето. Апостол Павле во Римјаните 16 глава вели: ве молам, браќа, пазете се од оние кои прават раздори и соблазни против науката или против учењето, кое вие го научивте, и отстранувајте се од нив, зашто таквите не му служат на нашиот Господ Исус Христос, туку на својот желудник
и со благи и ласкави зборови ги заведуваат срцата на простодушните. Кога му служите на Господ, не треба постојано да се мисли само на сопствените желби и потреби, туку да се мисли на Божите желби и Неговата волја. Не можете да му служите на Бог и на идолите. Тоа е факт. Апостол Павле на Солунската црква вели: имено самите раскажуваат за нас каков пристап имавме кон вас и како се обрнавте кон Бог од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог. Затоа во Стариот Завет е запишано: немој да имаш други богови или идоли на кои ќе им се клањаш. Не можете да служите на Бог и на созданијата. Библијата зборува дека човештвото длабоко отпадна од Бог и се впушти во секакви гревови. Апостол Павле во Римјаните вели: затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца, на нечистотата, така што сами да ги обесчестат своите тела. Нив, кои Божјата вистина ја заменија со лага, и му се поклонуваа и служеа на созданието место на Создателот кој е благословен довека. Низ училиштата во целиот свет се учеше и се уште се учи дека еволуцијата создала се. Младите луѓе, за да просперираат, го отфрлија креоцинизмот и го прифатија тоа што е најглупавото нешто измислено од грешникот. Не можете да служите на Бог и на гревот. Тоа е факт. Тоа го знаеме, пишува апостолот Павле, зашто нашиот стар човек, се мисли на оној кој што не е наново роден, кој што е во Адам, нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде уништено телото на гревот, за да не му робуваме веќе на гревот, зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. А ако умревме со Христос, веруваме дека и ќе живееме со него. Тоа е запишено во Римјаните 6 глава. Мојсей, например, во Стариот Завет, се откажа од гревот и привременото уживање за да му служи заедно со народот на Бог. Гревот дава привремено задоволство, но не и среќа и трајна радост. Бог дава трајна радост и среќа кога му служиме. И заклучокот е овој: служењето на Бог е најголемата привилегија во светот. Целосното служење е радост. Тој што го има Светиот Дух ќе одлучи да му служи на Бог и само на Бог и нема да го жалости со неслужење и со грев. На Бог нека му е слава во сите векови. Амин.